Почитувани, добар ден. Го следите првото издание на Црвена линија во новата 2025 година. Секако најнапред пред да започнеме, ќе ви посакам уште еднаш да ми бидете здрави, среќни и да биде година која што ќе ви ги исполни сите желби. Година која што ќе биде исполнета со мигови за паметење и секако која ќе донесе многу берекет. Што се правеше при дочекот? Се пееше, се играше, се јадеше и пиеше. Синоќа на полнок ја испративме старата, односно прек синоќа на полнок ја испративме старата и ја дочекавме новата 2025 година. 2 јануари е ден кога се одмара, се пие расолница, се дојадуваат цармите, руската, кифличките. Еуфоријата веќе нема и пари нема. Останува да се прашаме, трошевте ли непотребно пари за новогодишните празници? Што подаривте, што добивте за нова година? Што ќе заборавите од старата и што очекувате во новата година? Што ќе им порачате на политичарите? Ете вака ќе изгледа денешното издание на Црвена линија. Тоа се главните прашања, односно дискусијата во која насока ќе се одвива со вас, но нема да изоставам и да ве потсетам, еве ако не сте не следеле во 2024 година, време е веќе од денес во новава 2025 година да не заследите пред се на Инстаграм, потоа на Фейсбук и Твитер и профилот на Телма телевизија на Фейсбук. Ајде да се навратиме на приказната на Инстаграм. Зошто инсистирам да не следите на Инстаграм, бидејќи секојдневно објавуваме прашања кои што се дел од нашата анкета. Денес прашуваме токму на Инстаграм стори, ќе биде ли 2025 година подобра од ланската? Како што гледате, имате можност да одговорите со да и не. Одговорот, ако е ваш да, кликнете на ова поле, ако е не, кликнете на ова подолу, односно на не, и секако ќе пресметаме во проценти и ќе ги соопштиме таму некаде пред крајот, нели, резултатите од оваа анкета. Особено ќе ми биде драго, се разбира, и по завршувањето на Црвена линија да продолжите дискусијата на Фейсбук. Потсетувам, нашиот профил е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што ги објавуваме темите. Таму преку коментари и споделувања секако. Најдраго ќе ми биде, се разбира, и во ова прво издание во 2025 година на Црвена линија да го започнеме со уште поголем број на гледачи и активни учесници во Црвена линија. 023070005 е нашиот број и можам, верувам, веќе да почнеме. Па добар ден или добро вечер? Ало, добро вечер. Пред се да ви посакам се најубаво во новата. Исто и на вас среќна нова за многу години нека ни е. Благодарам многу здравје, среќа на вас, лично фамилијата и на вашата ТВ куќа. Благодарам многу, да се враќа само со убаво, да пукаме од здравје и од берекет. Па еве да почнеме, што најнапред би сакале да заборавите од старата година, што посакувате во новата? Во старата година сите лоши работи што биле, што се случиле, да се заборават, да идеме напред со нови сили, со нови убави работи, да се зголемат пензиите не само во март и во септембар, бидејќи ние сме малку-не 325.000 пензионери, а политичарите, пошто се толку великодушни, јам би им препорачал и од парламентот да дадат една плата на социјално загрозените лица. Една плата, значи по 2.500 евра, да се тргне таа сума и да се даде на социјално загрозените лица. А на градоначалникот Ѓорче Петров му препорачувам 4 години поред шекаме вода за во Кучково од Габерче до Свети Трипон. 4 години, дали ме верувате или не, да дојдете да снимите да видите, нема поставено линија за вода. 21 век ние немаме вода за пиење. Зимаме од сред село во туби за пиење вода и техничка вода. Очекувате ли дека со самото тоа ќе има решение веќе во новава 2025? Ја мислам дека ќе има решение, бидејќи идат избори. Благодарам многу за одговорите, за тоа што слободно ќе кажам, сте првиот гледач во 2025 година во првото издание на Црвена линија во оваа година. Продолжуваме секако со вас. Добар ден, добро вечер. Ало? Добро вечер, слободно ќе кажам, или добар ден, како Добро вечер. Добро вечер. Поздрав ти на од Роме, од село Биџево. Господине Роме, Младињето
старо Токино. Ви Ја посакувам, имам 78 и пол години. Млади сум јас. ви посакувам пред се ви и вашите најблиски да сте здрави, среќни, да ви биде многу берикетна годината. Што прво сакате да заборавите од минатата година, а што посакувате да се Не. исполни во новата? И прво ќе ти кажам, среќна да ти е новата година, радост и среќа да ти даде тебе и на цела фамилија. Ето прво. Што И ќе им после- порачате на политичарите? Политичарите имат разни луѓе, разни чуди, веле Србине. Овој политичар, Мицко, за мене е подобар 1000 пати од Муртино. Но не правиме компарации. Имате ли порека до сите политичари што се однесува ева од вас? Имам да мислят вака, Книна, политичарите да мислят и за народот, не само за ними. Зашто човекот е човек секој, а не само за ними. Тие мислят само за себе. Да земет многу пари, да јадет, да пијет и да крадет. Со крадење, ја никој пат не су крадел, ни ќе крадам. Дали И тие добивте подарок, Нема еве? култура никаква. Дали добивте некаков подарок, да прашаме и тоа? Подарок, Господ што ми даде среќа во животов и здравје и живот. Благодарам и вие сте ни вистински подарок, се разбира со вашиот оптимизам и редовно ева што секогаш вашето јавување е изразено преку песна. Нека ви биде целата година песна, ова важи за сите, се разбира, гледачи, да биде лесна и берикетна. Добар ден, добро вечер, дали се слушаме? Добар ден, Тинче. Се најубаво во новата, многу здравје, берекет и исполнение на желбите. Исто сакам да честитам новата година на цел свет, да луѓето бидат здрави и живи, да војните да се стопираат, да живеат луѓето безбедно, а барам од новиот председател на САД, господинот Доналд Трамп, да ни помогни да влеземе во Европска Унија, пошто местото на мојата мајка Македонија е во Европска Унија. А што ќе им порачате на нашите политичари? Немам, видите, луѓето не се криви. Луѓето не се криви, најде лабаво прави секој што сака да прави. Не окривувам никого, единствено што сакам да одиме во Европска Унија, да завладе строг закон, да нема никаква кражба, пошто народот е покраден до гола кожа. Немат веќе што да се крадите од народот. Така, Тинче, све најдобро, успех во работа, добро здравје, пожелувам све најдобро на Телма телевизија, нашата верна телевизија, успех во работа и добро здравје, пријатно, фала многу што ме Благодарам за јавувањето, уште поголемо благодарам, се разбира, за желбите и честитките, а верна останува да биде, односно Телма останува да биде верна на своите гледачи и во новата 2025 година. Продолжуваме понатаму секако само со вас. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, многу здравје и берекет во новата ви посакуваме. Па еве да слушнеме што сакате да заборавите од минатата година, а што сакате да се исполни во новата. Па, неубавите моменти да се заборават нешто неубаво, да тргнеме напред, па пари се нема, пари. Да има повеќе пари, значи добро. Што ќе им порачате на политичарите? На политичарите да пуштат пари, да пуштат во сите градови на Македонија и во Битола, да пуштат повеќе пари, да може да преживеме, за јадење, за весело.
Верувате ли дека ќе има многу повеќе пари во 2025 година? Па ќе има, да, ќе има. Добро. И еве, Па, пријатно. јас ќе ви се заблагодарам секако, се што посакувате ви лежи на срцето, ова важи не е само за гледачот од Битола, туку и за сите останати. Верувам дека новата 2025 година ќе донесе токму такво исполнение на сите ваши желби. Ќе ве потсетам да продолжите со коментари и секако исподелување на Facebook. Неминовно е уште еднаш да ве потсетам да не заборавите на Инстаграм, се разбира, да земете активно учество во црвена линија, да кликнете на, прво да не заследите нормално, а потоа да кликнете на Инстаграм сториеве и во овие минути во текот на црвена линија да подсетиме дека имаме прашање, ќе биде ли 2025 година подобра од ланската? Имате две опции за одговор, да, не, па кликнете на опцијата која што е ваш одговор. Добро вечер. Дали се слушаме? И во новата 2025 година останува правилото од технички аспект кога ќе ве вклучат во режија целосно да се намали тонот на телевизорот. Дали се слушаме во овој момент? Добро вечер. Дали може малку еве координација? Ало. Добро вечер. Добро вечер, Тинче. Баба Роска, па најсрекна нека ви е новата година. Да сте ми здрави, живи, срекни. Што сакате прво да заборавите од старата година? Па види што сакам. Сакам да не се понове више со кражби. Тоа е најважното. Ако не ќе го многу јас само те слушам, не знам зашто. Добро ве слушаме, одлично, продолжете си. Сега сте подобро. Види, да не се краде, да има секој да јаде. Тоа е работа. Да нема големи делби, некој да не знае колку пари има, а некој од конзилерно збира. Тај желба ми е најголема во животот. Што ќе им порачате на политичарите, баба Роска? Моли? Што ќе им порачате на политичарите во новата година? Па ни порачувам да не бидат толку алчни, да не грабат толку, оти на сите е по 2 метра, нема повише. Ќе остават траги на унуците и на чукурунуците да не ни иде напред. А тие што живееме сиромашки по-средно, поарно ќе бидат нашите унуци. Да знаат тоа, нека не се ламчат толку, нека не грабат, оти многу е краток животот. Ние сме гости на оваа земја. Како доаѓаме, така се одиме. Имате ли Друго чувство? прашање што сакаш па да ти кажам. Баба Тинче. Роска, имате ли чувство дека 2025 година ќе биде подобра од ланската? Па се надевам, оти ги сваќа, па сега треба да ни се одзима тоа и ќе биде подобра, нормално. Благодарам многу. Јас верувам дека ќе бидете повторно вака прекрасни дел од секој наредно издание на Црвена линија и во новава 2025 година. А еве како изгледаме на Facebook, значи еве оние кои што нема да успеете да се вклучите, знаете како одат процедурите на Facebook, ќе не заследите, нашиот профил е Црвена линија, секогаш низ фотографија или некаква анимација ги објавуваме темите. Прашањето денес е што ќе заборавите од старата и што очекувате во новата година. И еве ги имаме првите коментари. Секако ќе почнеме со коментарот на Игор Јанковски кој што напишал: здраво. Прво срекна нова година на целата екипа на Црвена линија, како и на телевизија Телма, да ви посакам многу среќа, здравје, убавини и секој добро во новата 2025 година. Сега да се надоврзам на темата и да кажам дека 2024 година беше година на предизвици, а истата ја одбележа и трансферот на власта со избор на нова влада, како и нов претседател на
Република Македонија имаше турбуленции пошироко на меѓународен план, а во новата година очекувам просперитет и напредок на нашата држава и општество, подобар стандард на народот, како и обезбедување на траен мир во светот, како придобивка што треба да биде одлика на 21. век на цивилизацијата. Поздрав од Игор од Беровско и уште еднаш срекна 2025 година. Благодарам многу, Игор, за желбите и честитките ти. Посакуваме се најубаво во новата 2025 година, но и посакуваме и понатаму да останеш наш активен гледач и активен учесник преку коментарите на Facebook. Секако ќе ни биде драго да ве слушнеме во што поголем број, бидејќи граѓаните денес имаат можност да им порачаат нешто во новата и на политичарите. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Дали се слушаме ли одгоре? Добро вечер. Ја ве слушам многу убаво. Одлично, конечно се слушаме. Па да ви посакам се најубаво пред се и многу здравје и берекет во новата. Дали може да го намалиме тонот на телевизорот? Ве замолувам. Исто ви посакувам и јас, гледам ве директ. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Да, го намалив тонот, дали сега во ред? Сега е во ред. Дали добро ме слушате? Јас се надевам дека ме слушате. Добро вечер. Добро вечер, да ви посакам се наво во новата 2025 година. Што ќе им порачате на политичарите во новата 2025 година? Па најпрво сакам да падне снег ми цела Македонија, да може да се дигне маглата у Скопје и со тај снег да имаме поголемо здравје. Така, а на политичарите што ќе им порачате? На политичарите повеќе да ја сакаат државата Северна Македонија и да инвестираат во секоја куќа и во секој дом по нешто од нивните финансиски буџет. Дали сте оптимисти дека ќе има исполнување, ќе ги слушнат нели овие пораки од вас во новата година? Па доколку слушат во моментот, а веќе крај на работно време, па некои од нив би требало да ги исполнат овие желби на граѓаните. Посебно и на мене, нормално и на мојата фамилија. Така, што сакате да заборавите од старата година, а што сакате вам лично да ви се случи во новата? Во старата година сакам да ги заборавам лошите моменти кои ми се случиле со многу луѓе. И сакам да го заборавам дождот. Така, секако сите лоши нешта остануваат во минатото. Нема да заборавам во името на Телма телевизија и редакцијата на Црвена линија и вам лично да ви посакам уште еднаш исполнување на вашите желби, а верувам и дека ќе ги исполнат политичарите во новата година и пораките кои што ќе им ги испратите денес преку ова издание на Црвена линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Голем поздрав и до вас, да ви ја поздравам. Поздрав до вас и среќна нова година на целата екипа на Телма. Благодарам, јас сакам да ви се заблагодарам што секогаш редовно сте дел од Црвена линија. Јас сакам во старата година да забравам болести што ме налегнаа. Сакам да забравам дека куќата ќе се сруше врз мене, затоа што е во распаѓање, а јас живеам во неа. Сакам да забравам многу лоши работи што се им имат случено во старата година. Во новата година сакам да ми се испунат некои желби што мислам дека треба да се остварат ако дозволе општината на Штип да живеам во друга куќа или
во некоја собичка што ќе биде пристојна за еден стар и болен човек и што нема да се плаше дека еден ден ќе му падне крово врз главата. Што ќе им порачате на На политичарите? политичарите и порачувам да мислат и за народот, а не само да мислат за себе и за своите потреби. Затоа што они треба да бидат тука за народот, а испаѓа дека народот е за нив. Да мислат дека има бедни луѓе што не можат да си прекарат месецо и да мислат дека и тие луѓе се од крв и од месо и да ми исполнат барем некои од нивните желби што ги имат во текот на 2025 година. Јас ќе ви се заблагодарам како што и напоменав на почетокот што секако по гласот ве препознаваме, редовно сте дел од семејството на Црвена линија. Искрено посакувам секако да исчезнат сите лоши нешта од 2024 година и да ви донесе 2025 година исполнување на вашите лични желби. Секако преминувам и онаму каде што веќе имаме коментари на Facebook Црвена линија. Продолжете да коментирате. Продолжуваме со коментарот на Винг Чун. Ќе го поздравиме секако и ќе му посакаме се најубаво во новата, а еве и што напишал на нашиот профил. Што славиме? Сатурнали на секаде насилства, убиства, војни. Треба да го следиме природниот циклус на нашата планета кога се буди природата и се околу нас во април, тогаш треба да славиме живот, сонце, природа, а не наметнати сатурнали каде ќе се пијанчиме и лумпуваме. Во новата година единствена желба ми е да престанат војните, да нема гладни и болни и да завладее мир. Благодарам, Винг Чун, за желбите и секако продолжете да бидете дел од Црвена линија и преку коментари и активно учество и на профилот на Црвена линија на Facebook. Одиме со вклучување на гледачите во живот. Добро вечер. Ајде, добро вечер. Па огромен поздрав и до вас. Поздрав од Ѓорче Сити. Па секако ве познавме и да ви посакам да сте ми здрави и живи и да ви донесем многу радости оваа нова година. Среќна нова година на сите во Македонија. Здраве да дава Господ, чуво да си дочекаме празникот Божи. Сега за темата. Што ќе заборавиме? Па не е заборавање само од една година. Тоа секоја 33-4 години само така викаме што ќе заборавиме во старата, што очекуваме во новата. Ништо не очекувам. Зашто го кажам тоа? А сакам, што спомна гледачот, да дојде мир во светот, да престанат тие војни во Украина, на Блискиот исток, ама тешко. Тоа само еден Господ голем знае. Што очекувам од новата година, од политичарите? Се сложам со предлогот на Филипче, еден консензус, ВМРО, СДС, да ги снема од Македонија од ова политичка сцена. Никој пат да не дојдат више на власт. Ја украдува Македонија. Македонскиот дух му го сотрија на народот. Го оставија до питачки став. Има некоја, направите анкета да видите колку луѓе во сиромаштија немали што да јадат. А од друга страна некој керифеки изведува Дубај и Париз овона. Затоа да си поднесат оставка, ниде да ги снема више од политичка сцена. Ама таа желба нема да дочека, може после 30-40 години ги излази. Уште еднаш, субот да се дочекаме Божик. Благодарам многу за честитките. Јас верувам дека сите ваши желби и очекувања ќе допрати до политичарите и секако ќе ги исполнат овие новогодишни желби на гледачите, односно на граѓаните. Кете Ѓоргиевска на Facebook напишала: сакам да ви кажам, среќна нова 2025 година. Сите нека имаат среќа, радост и здравје. Големо благодарам Кете Ѓоргиевска за желбите и еве во име на Телма телевизија и секако редакцијата на Црвена линија посакуваме да имате многу здравје во 2025 година и секако да донесе исполнување на сите ваши желби и очекувања. Продолжуваме со вклучување. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас и секако се најубаво во новата. Здравје, среќа и многу берекет. Фала, исто среќна нова
на вас, Благодарам. на Телма телевизија и на сите медиуми во Македонија да известуваат реално реалноста и сите други тие стандарди што ги имаат досега. Одма да кажам за политичарите. За политичарите, именуваните функционери, одма да ги скратат платите што ги покачија за 78%. Пратениците да им се скратат платите и патни трошкови и ред други работи, тие што се, зашто уживаат големи бенефиции, а народот пати. Стандардот на народот е најважен. Тие секогаш викаат дека ние сме со народот, меѓутоа не се со народот, заради тоа што стандардот на народот е мизерен. И затоа треба малку да поразмислат во оваа година и, како што рече и претходниот гледач, ни ВМРО, ни СДС, ни ДУИ не донесува нешто ново. 30 години гледаме иста слика, исто растојање, исто све. Тоа е друго што да кажам, да забораваме ова 24-та. Дали сте оптимист дека ќе биде многу подобро од минатата? Како ви изгледа? Па се надеваме, па да видиме. Да очекуваме Нека ни подобро. изненади пријатно, име тоа посакувам на сите, да ни изненади многу пријатно новата 2025 година. Ке напоменам и во однос на коментарите на Facebook, мене особено ќе ми биде драго да ги прочитаме сите, но доколку во коментарите има навредливи зборови, говор на омраза, говор кој што алудира на насилство, секако јавно вака нема да биде прочитан коментарот, но сите можете секако активно да учествувате и да ги прочитате ако не заследите на Facebook профилот е Црвена линија. Неминовно да ве потсетам секако и профилот на Телма телевизија да го заследите, каде што ги објавуваме темите за кои што говориме со вас. Продолжете и со коментари, но еве драго ни е да ве слушнеме во живо, бидејќи сепак ова е и првото издание на Црвена линија во новата 2025 година. Имаме доста гледачи кои што треба да секако упатат пораки до нашите политичари. Добро вечер. Театаро и Кино Балкан, каде сте вие? Каде спиете? Сега добро вечер. Каде спиете? Дали ме слушате? Застанете, ве молам. Добро вечер ви велам. Ви посакувам пред се да имате етат. Зошто? Значи, ние сакаме да ви честитаме и нели знаете како по бон тон, да не почнуваме со каде спиете, туку секако пред се да ве поздравиме, па потоа и да ни одговорите конкретно на прашањата кои што денеска всушност изборуваме со сите во Црвена линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало, Добро вечер. добро вечер. Да ве поздравам, да ви посакам се најубаво во името на нашата редакција, да бидете здрави, среќни и новата година да ви донесе исполнување на се што ви лежи на срцето. Што ќе им порачате на политичарите во новата 2025? Што да порачам? Само да му порачам на овај ковбојецот што ги спомиња словенците. Дај нека скрате малку ве. Секој дан, секоја емисија. Ве молам да не ми ги коментирате гледачите. Имате ли порака до политичарите? Па нема што ќе коментирам, само Да им порачате, не да ги коментирате политичарите. Кажете конкретно што ќе им порачате да направат во 2025 година. Благодарам многу. Вака да ви обяснам. Не можеме ние како редакција секако да укажуваме на тоа кој може да се јави, кој не може да се јави. Значи гледачите кои што сакаат редовно да учествуваат, па дури и да се јавуваат секоја емисија, нема никогаш да им го земеме тоа право. Но секако правото на говор ќе го земеме на секој оној кој што ќе употребува навредливи зборови, вулгаризми, не дај Боже, пцовсти и секако кој што ќе зборува со зборови кои што алудираат на насилство и говор на омраза.
тука се вклучува автоматски црвената линија. И ќе ми биде драго и активно да учествувате на социјалните медиуми, па нели некако паралелно, неизменично да ги читаме и коментарите. Но имајте во предвид доколку се коментарите со навредливи зборови, секако тоа нема да можеме да го сториме. Се може да се каже, а да се изостават погрдни и вулгарни зборови. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер, секој е добро. Честитки за новата 2025 година. Ви посакуваме Честитки за кај вас. здрави и да сте секако да имате година за паметење. Еми, во старата година Дедо Мраз 3 години ми обече. Што ви вети Дедо Мраз? Дедо Мраз во старата година ми обече 3 години жена нова. Сега не ми донеси. А вие си чекате нова жена, така? Да. Нова жена си чекате? Да, а во новата година сите да си фатат швалерки, затоа без швалерки не се живее. Добро, кажете ми, за да имате швалерка треба да имате жена или само швалерка ви треба? Како? Како де? За да имате швалерка треба да имате жена во новата? По-добро е швалерка, по-добра е швалерка него ли жената. Жената секоја денава една само повеќе од ми. Ако може да се држите до слушалката подобро да ве слушнеме, а што ќе им порачате еве на политичарите во новата 2025? На политичарите по две да си фатат швалерки, не по една. А за граѓаните треба ли да мислат или да мислат на швалерки? Не бе како граѓаните, не мислат никогаш они за граѓаните. Дали сте и бегат од друга држава. Па еве дали сте оптимист дека Дедо Мраз ќе ви ги исполни желбите, па и на сите граѓани во новата година? Не веруваме виште Дедо Мраз, пораснавме и во Дедо Мраз не веруваме. Па така почнавте, рековте Дедо Мраз не ми исполни, жена не ми донесе. Па што ме така телевизија Телма и Црвена линија посакуваат што поскоро веќе во првиот месец да ви се исполни желбата, односно да се заживеете со жена. Благодарам што се вклучивте, продолжуваме понатаму. Добро вечер. Мао, добро вечер Тина. Голем поздрав до вас и секако среќна, најсреќна нова година која што еве верувам ќе ви ги исполни сите желби, но и ќе донесе пред се многу добро здравје. Среќна и на тебе Тина и на сите во Телма телевизија и на сите гледачи што се јавуваат и што не се јавуваат. Да ти кажам најискрено, јас не можам да заборавам. Значи, сте напишале што ќе заборавите. Не можам да заборавам, Тина, дека никој не се загрижи за воздухот. Тоа никогаш нема да го заборавам, нити ќе го опростам на овие и оние, на сите тие што седна и што ќе седнат. Значи, не можам да им заборавам, да бидеме втори во свет, никогаш нема да им го опростам, не само да заборавам. Значи, што очекувам во наредната година, ништо пак не очекувам, еве дојде новата година, ние сме пак први втори, значи тоа е толку страшно, нешто алармантно, значи се наполнија со пари. И како сега, ете и да ги намалат платите, ама станови многу изградија, што се случи? Никој баш уопште, оние бар просите, вети алпски воздух, не го изврши, ама тие ветува. Овие сега не ни ветија ништо и што правиме ние сега? Се гушиме во бетон, се гушиме во нечистоти, Тина, не знам дали ми веруваш, денеска кај нас дома, замисли со певече прозори, мирисаше страшно на неубаво, немаме прочистувач. А тек замисли тие што се многу болни, возрастни, јас сум возрастна, добра. Па имате ли дали имате директна еве порака до политичарите? Па имам порака некако, нека се каже стоп веќе на градбата, веќе ако може нешто за малку да се спречи. Толку да ги поздравам, немам поздрав, веќе немам ништо што да им кажам. Поздрав. Благодарам. Секако не имаме да ви речеме големо благодарам за желбите и честитките, но и секако верувам дека еве она што го барате ќе го исполнат политичарите, особено во оваа нова 2025 година. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Јас една напомена ќе дадам, најверојатно можеби ќе имаме гледачи кои што ќе бидат дебитанти во Црвена линија во новата година. Добро вечер. Секој е добро и се најубаво во новата 2025. Фала нека дава Господ здравје и среќа на сите и помалку памет. Еве што ќе им порачате на политичарите, да почнеме од тука.
Сакам да им порачам градоначалниците, тие спадат у политичарите, нели? Така да така. Ете така. Сакам да му порачам на градоначалникот од општина Лозово, кај мојата улица, вама знаем каде е тоа. Бандерата беше падната од елементарни непогоди. Од невреме, тие дојдеа, собраа кабелот, качија на трансформаторот, фасонката однесоа и више не се вртија. Срам да му е. Дали се јавивте ве повторно? Молим? Им се јавивте ли повторно по Ма акција? 10 пати отидем, јавувам му се, ма тие се околу него од СДС, од Социјалдемократија Совки и не му дава да направи бандерата. Добро, Неколку пати му а се вака нема така генерално до сите политичари еве во новата какви треба да ви бидат? Што ќе им порачате? Па што да им порачам? Среќа, здравје и памет, ништо друго. Добро, а дали сте оптимист дека ќе биде подобра? Како ви се чини од ланската? Па, надаме се, дај Боже да биде подобро. Надаме се. Добро. Како и да е, еве што сакате да заборавите од старата година? Па, што да се боравиме, гледа секој проблем и од тоа не сакам да дискутирам. Добро, благодарам сега кои ве што споделивте, што имате да кажете, кому да упатите порака и секако верувам дека што поскоро еве веќе во наредни денови ќе се санира и проблемот со кој што се соочувате на вашата улица, како и исполнување се разбира на се она што посакувате во деновите кои што ќе одбележат оваа нова 2025 година. Ајде да видиме дали имаме и се разбира коментари. Продолжете секако да бидете активни и на Инстаграм. Анкетата се уште е во тек. Кети ни пишува повторно, вели здраво ве сакам, те сакаме и ние. Кети остани со црвена линија. А еве што ќе заборавите од старата и што очекувате во новата година и секако која е вашата лична порака до политичарите. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, прво да ви честитаме нова година, да ви посакаме многу здравје и исполнување на сите ваши желби. Хвала, и јас ви честитам на сите и на целна телевизија, посебно на тебе. Благодарам многу. Гледач од Битола, за прв пат во живото се јавувам на некоја од телевизиите. Па многу ми е драго, јас верувам нема да биде и последен пат да се слушнеме. Се надевам и јас. Што ќе им порачате еве на нашиве политичари во новата година? Па, на нашите политичари му препорачувам да работат разумно и да гледаат за народот, малце да биде подобро. И дали сте оптимисти еве дека тоа ќе се случи, како ви се чини? Оптимиста сум. Јас мислам дека оваа влада со начело со Кристијан Мицковски ќе биде многу подобро. Почна да работи добро и тоа. А еве вие лично што сакате еве за земјава генерално, нели да имаат оние кои што немаат, но еве имаме една огромна бројка на проблеми, можеби кои што треба да се санираат, се спомна и загадениот воздух. Па еве, има ли нешто што да вистина сакате конечно да се реши во 2025? Би требало да се реши, али тешко со загадувањето. Многу пренатрупано е во Скопје. Со згради, нема проветрување. Благодарам многу. Мора да потенцирам, особено ми е драго еве што за прв пат се јавувате воопшто во контактна емисија. Јас верувам дека во новата година тоа нема да биде и последен пат. Драго ни е што ви имавме и секако ќе ни биде драго еве да се исполнат и вашите очекувања и барања кои што ги имате и до политичарите и секако се оно што си носите како желба во срцето да биде остварено што поскоро во новата година. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Јас ќе подсетам еве и драго ми еве нека биде тоа нешто ново и за нашата емисија Црвена линија, односно да ве има
што повеќе да има повеќе дебитанти, како што беше пред малку јавувањето на господинот, така да навистина имате во предвид дека црвена линија е креирана токму за граѓаните. Ова е единствено место и простор каде што директно од граѓаните можеме да слушнеме како се чувствуваат, која е реалната состојба и што е она што всушност не само што го мислат, туку и го порачуваат до политичарите. А денес во црвена линија конкретно сакаме да ги слушнеме кои се тие пораки што ги имате конкретно до политичарите, кои што сакате да се исполнат нешта, а политичарите може да ги остварат во новата 2025 година. Добро вечер. Добро вечер. Ви посакувам пред се многу здравје и се најубаво во новата година. Дали сум во програма? Да. Верувам. Благодарам. Сега, што ќе им порачате на политичарите? Прво, дали ќе може да заборавиме? Затоа што мислам дека ќе биде иста и наредната година. И да сакаме, нема да може да заборавиме. Дај Боже да биде по-добро. Како што некои кажуваат добро работи у владата, да ја дадеме простор. Еве, јас така ќе кажам. Да ја дадеме простор, да видиме некое подобрување. А само со еден пример ќе кажам како работи нашата, не само владата, институции, вкупно што се случува во државата. Вчера што слушна во однос на петардите, како тие и огнометот влегуваат во државава и како се шират меѓу граѓаните. И оној вид, еден вид беше тоа меѓу Кастро и Тито, му вика Кастро на Тито, што е тоа со толку пиротехника? А како вика Тито? Па македонците со толку пиротехника ќе ослободеа Пиринска Македонија. Значи, и сега ние се жалиме, имаме загаден воздух денеска и вчера. Па од што е загаден воздухот? Од толку огномети, од толку петарди. Каде се институциите, каде се властите, каде е полицијата? Ако правиме огномет на плоштад, не значи дека во секој двор треба да има огномет. На што личеше таа новогодишна ноќ? Па и денеска цел ден пукаат, и ноќеска, и утре, и на Бадник, и на Божик. Цел месец пукаат, од ноември. И тоа е еден пример како функционира нашата држава. И што да очекуваме? Благодарам многу за вашето јавување. Очекуваме ние како редакција дека ќе ви имаме, се разбира, на секоја тема за која што ќе говориме, ќе ви се заблагодариме и секако неминовно и да ви посакаме се најубаво во новата. Но и исполнување, се разбира, и на желбите на граѓаните, особено на оние желби кои што се остварливи доколку нели се упатени и те може да ги остварат политичарите. Токму таа причина еве во првото издание на Црвена линија во новата 2025 и ве прашуваме што им порачувате на политичарите во новата. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Здраво. Здраво, најсреќна нова година. Да сте ми здрав и жив. Така, да сте ми здрав и жив и еве посакувам навистина да ви биде посебна година. Да имате многу радост. Ние живееме со надеж, ама тука не можеме да кажеме како ќе биде буиднина. Али пожелуваме, само пожелуваме. Иначе, минатата година, може на некој мој приватен план, може не беше лоша, али што се однесе на државно ниво, беше никаква. Што се однесе барем до економијата и до политиката. Така да, во нова исто така не очекувам некои големи успеси што се однесе на државно ниво и глобално во светот воедно. Па еве гледате сега од 1 јануар честитка падна од Украина со прекин на гасовод преку Словачка. Тоа значи дека оној плин што доаѓаше преку Србија кај нас, више нема да доаѓа. А тоа значи покачување на све у држава. Од јужниот душман наш не можеме нисто енергија да трпиме. Очекувате покачување на света и тоа е нормално. А вака директно некоја порака до политичариве од вас? Па до политичариве немам ја што порака, они си знаат, ја што им мислам. Оже кога ми го слушаат гласот. Многу ни е драго што ви го слушаме повторно гласот и во новата 2025 година во Црвена линија и верувам еве дека навистина ќе биде многу
по-позитивна од претходната и ќе донесе исполнување, ќе не изненади сите, навистина и она што не сме очекувале да биде исполнето да се исполни. Еве уште дел од коментарите. Лазар Станоевски, ве поздравуваме секако господин Лазар и ви испраќаме поздрави, меѓу другото и желби за исполнување на сите ваши желби во новата. Напишал ни еден политичар, не може да биде Дедо Мраз, некои сепак даваат поголеми или помали пакетчиња, а некои ни ги одземаат. Добро вечер за следниот. Јас си гледам мојата работа, јас сум козар. Добро вечер. Пријатно. Не ве ни слушнавме, а слушнавме само пријатно. Добро вечер, дали го имаме уште гледачот? Да, јас ве слушам. Добро. Да ви посакам се најубаво во името на Црвена линија, нашата редакција, секако пред се многу здравје и исполнување на вашите желби. Што ќе им порачате на политичарите? Кои желби треба да им ги исполнат на граѓаните? Првен среќна нова година на сите граѓани на Македонија. Благодарам многу. Беричет да има сите, здравје, останатото порека се само по себе ќе дојде. А до политичарите, да не го третираат граѓанинот како граѓанинот втор, трет или четврт ред, а тие да се третираат како граѓани од прв ред. И да не ни се случува афери кои што ни се случуваја досега, да може доволно да се дела пари на сите граѓани да живее спокоен и живот. Еве, дали сте оптимист дека тук... Има сите уште малце разум да му дај Господ. Па верувате ли дека сето ова што го набројавте конечно и ќе се случи во 2025? Па гледано вака од претходната година, мислам дека ќе се случи. Еве ќе си дозволам и да прашам, имаме и такво прашање. Дали еве добивте некаков подарок, што подаривте вие на вашите најблиски? Не, вака, јас на моите најблиски му подарив тоа на што треба, а јас не добив подарок за жал, пошто и нема ни потреба веќе. Нашите подароци веќе нека ода на другите, на помладите да ги даваме ние нашите подароци. Па еве јас ќе ви посакам лично, навистина многу пријатно да ви изненадуваат најблиските и кога најмалку очекувате да ве шашардисат од сите страни со многу подароци. Вистински подарок еве да ви имаме и вас во Црвена линија. Драго ни и благодарам и за одговорите во ова издание. Добро вечер. Добро вечер. Да ви посакам се најубаво, многу здравје и секако и вам многу берекети и да ви биде посебно убава 2025 година. Дали се слушаме? Да, значи среќна нова на сите македонци. Благодарам многу. Вака, значи, у заборав старата година да отидат сите предавници, сите што ја мразат Македонија, сите што живеат во Македонија, сакаат повеќе, пример Словачка или Франција или сега да не ги набројам Бугарија или било која држава. Значи, да останат само тие што ја сакаат Македонија. И тоа ми е најголема желба, значи сите предавници да ги снемам 2025. Ви благодарам на сите. Имате ли порека до политичарите? Се исклучи гледачот, но беше кус и секако јасен. Очекувам и вам да ви се исполнат желбите во 2025 година. Ајде да видиме кој што напишал. Еве Целе Алексов напишал: здраво, среќна нова година и се најубаво во неа. Големо здраво и до вас, господине Целе, секако среќна ви нова, ви посакуваме исполнување на сите желби и да ви донесе навистина многу радости на лично поле. Да вели, сакам да заборавам најверојатно на маките и болката што ја имав во новата се најубаво на сите граѓани на светот. Од политичарите ништо. И да заборавите што поскоро, уште на самиот почеток, господине Целе, да бидат заминати во заборав сите маки болки со кои што сте се соочиле, а да ви остане во спомен овата година полна радости и навистина у прекрасни мигови за паметење. Добро вечер.
Добро вечер и убава вечер. Најубава вечер и ви посакуваме и најубава година да ви биде 2025. Ви ја честитам новата година, мир, благословства. Благодарам и меѓу многу. вас добра волја да се покажете, да си покажеме братска рака. Вака ја на политичарите можам да им кажам да гледаат повеќе на тие сиромасите, бедните, и да нема војна, да нема сукоби меѓу нас, да си подадат рака. Не е важно кој каков е по нација. Важно е ние да бидеме слошни и да се сплотиме, да имаме една душа и еден човек и едно срце и еден заеднички живот. Да живееме како што сме биле, а не да се кошкаме еден со друг. Да имаме милост и добрина да нас. Ако на мене ми е лошо, ти да ми помогнеш. Ако на тебе ти е лошо, ја ќе ти помогнам. Еден човек за сите за еден сме ние. Ја така го мислам тоа. Толку ви благодарам што ме уклучивте пријатно. Благодарам што се вклучивте и што бевте дели од ова прво издание. Ќе повторам во новата 2025 година. Има уште еден коментар од Горан Јакимов. Голем поздрав и до вас. Благодарам што коментирате и учествувате. И нема да изоставам секако и вам да ви посакам се најубаво во новата 2025 година. А еве што напишал Горан Јакимов. Добар почеток на новата влада и срекна нова година, здравје, успех на секое поле. Срекна нова година уште еднаш, секако и здравје и успех на секое поле, секако за сите вас посакуваме. Што ќе им порачате на политичарите, да видиме. Добро вечер. Јас сега. Ве слушаме во црвена линија сте. Добро вечер. Браво, ти на срекни празници. Најсрекна нова година да ви биде. Знаеш колку ти информативно, не на политичарите, на нас, меѓу себе си, да има повеќе цревка во Сушица и у Сизово. И тога ќе бидеме спокојни сите. Боро, мал Боро, големо чудо, Боро, запленили го 3-4 тона кокаин. Дайте ние да живееме, бе. Дайте ние да живееме. Министерството за земеделие не дава фјола за саде. Каде? Си правиме фоли, ки садиме тревци, ки си пушеме, ки си одеме у кафичи, боткаме. Тоа ни е напредеко. Пријатно. Благодарам за учеството. Ви посакуваме уште еднаш се најубаво во новата и секако исполнување на она што го посакувате. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав и до вас, да ви посакаме се најубаво, да сте ми здрави, живи, срекни и секако се што ви лежи на срцето да ви донесе новата година. Поздрав до емисијата. Емисијата е многу добра. Благодарам. Многу баш благородна, во право време. За политичарите имаат искуство и едните и другите. Значи сега им е моментот да докажат и да покажат колку се за луѓето. Значи доста е више за нив, нека не бидат. Сега е моментот да докажат без оглед на кој е, дали опозицијата, дали сега на власта кој се. Јас сум симпатизер на Македонија, а на политичарите не сум симпатизер. Зашто до сега правеа што правеа, ништо ние што не добиме ние. Животот го потрошив со тие, значи, ќе биде, а тоа ќе биде ништо не видно. Значи, поздрав до нив, до секој ден. Ги сакам, ги почитувам, пошто се наши деца, наши луѓе се, наши све, нека покажат еднаш за секојаш, нека докаже на Европа кои сме ние македонци, интелигентни, паметни сме. Сите наши паметни деца ги стераме горе. Јас имам тројца, значи едниот инженери, едниот другиот, да не ги зборувам. Значи сите отидаа горе, зашто да одат? Јас пак и Македонија сакам, јас во неја живеам, за неќе живеам. Значи, за господин Мицковски или за господин тој Филипче што е во опозиција, нека седнат еднаш, нека разговараат со ладни глави, нека им докаже на луѓето дека сме за Македонија. Тоа е многу благодарно за нас. Останатото се е, значи, друго нешто. Луѓето ги интересираат
да имаат добра плата, добра работа и добар живот и да се насмеат, да не правиме муабет за политика, да се правиме муабет за работа. Благодарам многу и еве се надевам дека токму на што го посакавте, што поскоро ќе се исполни на самиот почеток на оваа нова 2025 година. Време е да погледнеме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете неве и активно учествувате веќе во утрешното издание на Црвена линија. На прашањето ќе биде ли 2025 година подобра од ланската, со да одговорија 63%, со не одговорија 37%. Оптимизмот преовладува, тоа и така треба да биде. Како велат, надежта последна умира, но ние време е да ги погледнеме рекламите, а потоа се гледаме заедно и повторно во студија. Овде останува секако да ви се заблагодарам што еве бевте дел од првото издание на Црвена линија во новава година. Слушнавме голем број на пораки до политичарите токму од вас, а вие сте всушност граѓаните кои што се најважни во земјава, така да верувам дека навистина и јас сум оптимист 2025 година ќе ги исполни овој пат желбите на граѓаните. Утре се гледаме повторно, останете со Тилма, навистина верувам и ќе уживате во нашата програма. А ние утре повторно креираме една нова Црвена линија и дискутираме на нова тема. Довидување од мене.